Денес бугарите се фала дека има 250.000 поделени бугарски државјанства на македонски државјани или граѓани со жителство на Република Македонија. Меѓутоа на изборите минатата година кои се одржа во Бугарија, во Македонија се гласаше на 2 избирачки места и во Скопје гласа вкупно 207 македонци со бугарски државјанства. Тоа според мене беше една тотално фијаско на целата таа бугарска стратегија да дели бугарски државјанства на граѓани во Република Македонија и подоцна тоа да го прикажува како еден процес на силна ребугаризација на македонското население. И тоа е третата предрасуда која ќе третираме во оваа емисија, а тоа е зошто не е формирана бугарска партија ако де факто во Македонија живеат 250.000 бугари. Кога слушаме колку бугарски пасоши се дадени во Македонија, човек просто си опостава прашањето што не би направиле на бугарска партија, таа би била втора или трета по сила, врз база на налогите колку пасоши се фалите дека добиле македонците. Тоа е едно исклучително сериозно прашање и ако треба да дадам искрен одговор, ќе ви кажам дека за мене етничкиот модел на водење на политика е апсолутно погрешен. Со нетрпение. Има партија на турците, има партија на србите, има партија затоа во Македонија 25 години. Има партија на албанците. Затоа во Македонија 25 години имаме конфликт меѓу различните етнички групи. Па не гледам дека Бугарија кога има партија на турците која е пола од тие 25 години била во власта, дека имат етнички конфликти. Во Македонија има такво искуство и ако вие очекувате јас да учествувам во поредна провокација во општеството или уште една поделба на македонското ткиво, не го очекувате од мене, можеби некој друг. Да не се плашите дека нема толку бугари во Македонија колку што се дале бугарски пасоши. Јас не велам дека ние не сме готови да учествуваме во политичкиот живот на Македонија, но сме готови да учествуваме во една сосема друга концепција. Напред партија да има колку сте. Не станува збор за етничка концепција. Да, ние можеби ќе учествуваме во политичкиот живот на Македонија, но не на база на етничка концепција. Добро, со Николев, пред една година имаше парламентарни избори во Бугарија. На тие избори вие учествувавте како патриотички фронт во една коалиција и влеговте сега врз база на тоа Каракачанов е потпредседател на бугарското собрание. Ке може ли пред македонската јавност да кажете колку гласови освоивте во Македонија? Во Македонија на парламентарните избори имавме 930, на европските имавме 935. Не, на парламентарните избори, кои што се многу битни за Има само две гласачки места и за жал Скопје. Скопје и за жал, мислам дека беа околу 300 гласа, 350 гласа. Не. 207 вкупно гласови во Скопје. Да. А може ли да кажете у Солун колку имаше гласови? Не можам да ви кажам, јас одговарав за Македонија, ќе ви кажам. 601 глас во Солун гласале на тие парламентарни избори, а 207 во Скопје. На тие тешки пари кои ги фрла бугарската држава. Македонците се бугари, делите бугарски пасоши, правите ова, правите. Само 207 луѓе на парламентарните избори лани гласа. И што најинтересно, изгубивте у Скопје. Ве победи ГЕРБ. Па ја мислам дека треба бугарска држава да ви шамара, да ви избрка тамо, не да ви дава стратегии за бугарски пасоши да правите. Значи видите вака, демократијата во Българија е малку поразлична од демократијата во Македонија. Ние не правевме кампања во Македонија за парламентарните избори, ги оставивме нештата да течат. Тука бевте цело време како не правите. Не сум бил тука, имате грешна информација. Ние бевме со господинот Каракачанов бевме зафатени основно во самата Българија, имавме доста сериозна кампања и затоа направивме таков успех, близу 7%, четврта политичка сила. 207. Ако сакате да го 207 македонци со бугарски пасоши гласале во Скопје. Така е, тоа е факт, ја не велам дека не е така. 80 за ГЕРБ, помалце за вас. Согласен сум, апсолутно сте во право, тоа се фактите. Кој е тој дебакал? Не, вие ги знаете фактите. Пробавте да ги скриете, да ги кажете, мислите ќе ви кажам. Ако не се сеќавате, Вешамара во Бугарија веле дека тотално погрешна стратегија водите 25 години во однос на Македонија. Не е така. Како стоите со математика? Па горе-долу добро да речеме. Кога ќе поделите 207 со 250.000 пасоши што се фали Божидар Димитров дека дал Македонија, која е тешка децимала ќе излезе на крај? Ето, тоа е разликата меѓу македонскиот поглед на политиката и българскиот поглед на политиката. Што е вашиот поглед? Ето каде е? 250.000 државјанства, има 250.000 бугари. Разликата е или 250.000 бугари ќе дадете можност да гласат 207. 207 делено на 250 0,0001. Господин Ефтов, не сте направиле анализа колку од тие луѓе гласаа во Благоевград, во Сандански, во Петрич, во Софија, во Кјустендил. Сите тие во Кјустендил, тие работи сте ги пропуштиле. Значи нашата цел на парламентарните избори беше да се уклучиме на место по самата Българија, не надвор од Българија. Баш го спомнавте Кјустендил и тука пробувате да правите манипулација. Бидејќи вие како патриотски фронт
имавте протести после парламентарните избори, дека прв пат во историјата на Бугарија во Кюстендил Турчин ви стана пратеник. А сега не во Кюстендил, во Благоевград. Да, и Кюстендил, Благоевград правевте протести. Не беше Турчин, беше цигани. Циган со купени турските гласови, пари и правевте манипулации, самикате не гласале бугарите во Македонија, гласале во Кюстендил, гласале во Благоевград. И ние си имавме. Гледате дека целата стратегија е на манипулација направена. Да знаете дека Патриотскиот фронт во Благоевград има свој пратеник. И ако треба да бидеме искрен, треба да се заблагодариме на големиот дел од македонските граѓани кои што имаат ко Титаник. Потонавте на дното. Направивме 19 души пратеници у Скопје. Се вртите тука у столчето, ќе е пријатно. Не, исклучително ми е пријатно. Разговорот со вас секој пат е пријатен. Ја да ви кажам 207 гласа да имам, јас едноставно ќе искинам тој стратегија и диплома, ќе заклучам партијата клучна врата. Не знам да ви кажам. Бидејќи тоа е Титаник стратегија. Во право сте, сето тоа што сте го кажале, ако од македонска гледна точка е така. Но за разлика од македонскиот поглед, треба да го гледате и българскиот поглед. Българија има јасна стратегија за тоа да не се меша во внатрешните работи на една држава, како што е нейната, ако не се мешате. Тоа не е по наша желба, луѓето подаваат молби, господине. Ако подаваат молби, што не одговараат на законските барања и добиваат. Што ним стаи тоа врска, тamo мора да гласате у Македонија пасоше. Зошто? Видете, вие зборувате за диктатури, вие не можете да излезете од позицијата на велите вамо дека он треба да биде до трето колено бугарин, да знае бугарска историја, бугарски јазик, да има самочувствие према бугарска држава. И луѓето знаат. И он не е заинтересиран да гласа на избори. Ама кој вели дека не е заинтересиран? 207, што треба поише? Неговото право е да гласа или да не гласа? Па не гласа. Па негово право е тоа. 0,001% гласа. Тоа е негово право, господин Естов. Ама тоа е стратегијата. Силата, ама не е никаква стратегија. Ако е стратегија, ќе изгледа по сосема друг начин. Силата е на правото, а не на задолжението. Вие сакате некого на сила да го терате за нешто. Како што ние не ги тераме на сила да земаат пасоши, така не ги тераме на сила и да гласаат. Тие се избираат дали да гласаат, дали да не гласаат. И ќе правите ли партија или ова не се знае, времето ќе покаже. Значи видите, декуражира ова мала бројка на 207. Не е така, видете сега вака, значи ако ние сме готови, најверојатно ќе се вклучиме во политичкиот живот на Македонија, но нема да биде на основа на етничката политичка платформа. Свене Колев, вкупно Патриотскиот фронт, предводен од ВМРО на Каракачанов, кој се смета како чадор на бугарштината надвор од територијата на Бугарија, што значи Македонија, Молдовија, Бесарабија или како ја нарекувате Украина и така натаму, освои вкупно 4843. Значи тотален дебакал на цела стратегија. Благодариме. Да не замолевте со 4 автобуси од Пустец, истата бројка ќе ви постигнавме. Значи да замолевте убаво, ќе ви донесеме гласи колку ви треба, не да се бругате вамо со 207 гласи. Ето тоа е разликата, меѓу едниот начин на правење на политика и другиот начин. Нема потреба никој да се води за рачи и да се гласа на сила. Ако граѓаните имаат чувство и желба да гласат, нека гласат. Ако немаат чувство и желба, видите, пари нема потреба од пари. Господин Естов, имате погрешни информации. Па ја мислам дека оние што пропаѓа американските фирми на Њујоршка берза, поише шанси има да има успешна стратегија, него вие што го правите со бугарски. Не велам не, можно е. Времето ќе покаже апсолутно се. Апсолутно се, нека си врват работите така како што се врват. За мене е исклучително среќен момент што веќе успеавме да го решиме проблемот со добивање на българско граѓанство. Наново граѓаните на Република на Македонија одново ќе можат да си подаваат документи, се разбира ако одговараат на законските услови. Ги вклучивме во погон и българските организации во Македонија кои што веќе официјално се признати. Така да еден голем проблем на граѓаните на Република Македонија успеавме да го решиме. Многу често со моите колеги во Софија се шегуваме на тоа прашање. Спити се вие на тоа, на следните избори ни 207 нема да гласат. Ма немаме потреба ни од гласовите. Ние немаме потреба тој сон кој е промашен, таа промашена стратегија. Господин Естов, ние немаме потреба од гласови. Ние сме исклучително благодарни на секој еден глас во Македонија, но никој пат не сме го ставале како топ приоритет тоа нешто. Нашата цел е исклучително јасна и проста. Ние сакаме да помогнеме на секој еден граѓанин во Македонија кој што има направите свадба во Македонија, Сум направил свадба во Македонија. Имавте него гласош, имавте на изборите. Сум правил свадба во Македонија. Требаше на свадба да ги натерате. Требаше свадбата на денот на избори да ја направите, поише ќе излезе да гласат.